Благодарам, колешки Александра. Овој аплауз е за неја, бидејќи успее вака да ве собере во ваква бројка околу 85 учесници на 7 дена пред Нова година. Тоа е навистина бројка за почит. И се надевам дека ќе успеам и јас да го задржам тенацитетот на вашето внимание во следните 30 минути. Мојата презентација е предвидена да биде нешто пократка, исто и младиот господин заслужува еден аплауз што преска му го дадовте. Денеска е католички падник, а он сепак се одлучил да пренесува наука во Македонија. Не слави во Хрватска, кај што вечер имаат бадна вечер и утре Божич, нели, за нив, а он дошол тука во Македонија и ако има некој друг католик тука, еве јас да му посакам вечер пријатни мигови. Значи, мене ми припадна честа да дојдам да ви пренесам некое знаење. Моето ќе биде малку потеоретско, ова беше лично искуство, така што се надевам дека на крајот ќе ви се допадне. Дел од дефектолозите може ова да го знаат, ако слушале нешто кај мене предавања на постдипломски, на предметот аутизам, за сензорната пречувствителност некаде од 2013 со новата класификација на АПА, влегува во диагностиката на аутистичниот спектар. Порано и не се обрнува многу внимание. Ова е мощно и значајно прашање, бидејќи наоѓаме огромен број на сензорни нарушувања кај децата со аутизам. И прво беше АДХД неговото, мојот аутизам. Често пати аутизам и АДХД знаат да одат како overlapping disorders, односно да се препокриваат. И во литературата среќаваме доста пати као двојна диагноза, двете состојби кај едно дете или кај едно повозрасно лице. Ние секојдневно сме бомбардирани со милиони на сензорни стимули во секоја секунда. Сега и ме гледате, слушате, размислувате на нешто друго, може би ви дрма мобилниот во џебот, ако сте го ставиле на вибрации, така да тоа се доста сензорни стимулации кои што за некои не сме свесни, а за доста од нив и сме свесни, така што често пати ние што сме, да кажеме, невротипични, понекогаш добро се справуваме со нив, но децата и лицата со аутистичен спектар за жал не можат да се справат со сите овие информации кои што ги добиваат во една минута или во една секунда. Што е сензорно процесирање? Сензорното процесирање доаѓа од нашиот мозок и тоа ги вклучува сите 7, порано нели учевме дека постојат 5 сетила, но веќе во последните години науките физиологија, анатомија укажуваат нешто друго, дека покрај оние 5 кои што сме ги учеле по биологија во основно и во средно училиште, постојат и уште вестибуларен апарат кој што ни одредува нашата равнотежа. За се ова ќе кажам повеќе во текот на презентацијата, и чувството за проприоцепција. Значи, звук, вид, мирис, вкус, допир, тоа се знаете. Истражувањата покажуваат дека следните области во мозокот се засегнати, и тоа сите посовремени истражувања со магнетна резонанција и сега веќе со позитрон емисиона томографија докажуваат дека во мозок, малиот мозок на аутопсични мозоци кај деца со аутистичен спектар во церебелумот, во пуркиневите клетки, и тоа како среќаваме нарушувања. Се разбира не кај сите деца, бидејќи не постојат две деца со аутистичен спектар кои што се исти. Потоа во лимбичкиот систем или во оној најзначаен систем за меморија, емоции, хипокампусот и амигдалата, кои што се делови на лимбичкиот систем, среќаваме нарушувања во фронталниот лобус на големиот мозок, секако како во сивата, така и во белата маса, и окципиталниот лобус. Така што кога доаѓаат кај мене на консултативни прегледи родителите, често пати знаат да кажат: па знаете како, нема ништо на компјутеризирана томографија. Да, најчесто нема ништо, затоа што компјутеризирана томографија веќе е застарена метода и промените кај децата со аутизам и кај возрастите се на микроцелуларно ниво. Значи, многу ретко вие ќе најдете некој тумор или некоја тромбоза во мозокот на компјутеризирана томографија. Најчесто наводот е БО, значи без особености. Но ако направите позитрон емисиона томографија, тука веќе ќе најдете многу регии во мозокот кои што имаат слаба оксигенација, слаба покрвеност и така натаму. Сега не би сакал премногу додам медицински, затоа што знам дека
освен колегата, други доктори, не знам дали има претежности, дефектолози, педагози, психолози, учители и така натаму. Така што го адаптирав ова мое предавање да биде помалку медицинско, иако главната улога ми е на Институтот за специјална едукација и рехабилитација да предавам медицински предмети, но ете јас се прилагодив према аудиториумот. Што е сензорно процесирање? Процес преку кој ние ги примаме информациите од сите овие преку сите овие наши сетила, значи прво ги прибираме, потоа треба мозокот да се обработат и да ги интерпретираме, и трето да дадеме одреден одговор или реакција на тоа. И, например, која е разликата измеѓу младиот господин Марко Ферек и мене? Он дозволи да му звони телефонот и се јави во сред предавање, што беше доста симпатично. Кај мене никогаш не би се случило тоа, затоа што сега ми е на сајленс и може да ме бара и Анджелина Джоли, ама ја не би и кренал. Така да, значи, он реагираше со јавување на сред предавање. Јас како професор сметам дека тоа и не смее да ми се случи. Тоа го знаат и добро моите студенти кои што се тука, и Александра како моја бивша студентка, дека ниту на студентот, ниту на професорот на сред предавање не смее да му звони ни Господ, иако е католички падник денеска. Причини за нарушување на кај аутизмот, за сензорните нарушувања, значи уште во ембрионалниот развиток откриена е нарушена миграција на невроните, нарушени структури во мозочното стебло, потоа среќаваме кај некој абнормален мозок со зголемување, со макроцефалус, кај една мала популација, и невротрансмитерите играат улога исто така во сензорните проблеми. Често среќаваме отстапки во допаминот, адреналинот, серотонинот. Сите тие знаете како влијаат, повеќето вие кои што сте слушале медицински предмети во текот на студиите, знаете дека влијаат и на зголемената возбудливост, што често ја среќаваме, ексцитабилност, анксиозност кај аутистичниот спектар, нарушен сон, спиење и така натаму, нарушено внимание и мотивација често пати имаат децата со аутистичен спектар. Други предонесувачки фактори се генетските фактори за овие сензорни нарушувања, недоносеност на детето, родилна траума и хоспитализација рана на детето, посвоени деца или адопцијата и тешките метали кои што се внесуваат за време на бременоста, особено во овие тешки времења на многу олово, кадмиум, па и жива околу нас. Особено околу Велес, па и во Скопје. Значајни сензорни разлики кои што се среќаваат, тоа се во чувството на допир. Често пати децата со аутистичен спектар имаат промени во вкусот и мирисот, па ќе сретнете деца кои што кажуваат, родители кои што кажуваат за децата дека јаде само еднообразна храна и инсистира секогаш да јаде таа иста храна со одредена текстура, со одредена боја. Имаат чувствителност на движење, хипосензитивно некојаш реагира, ќе видиме подоцна. Често пати имаат проблеми со аудиофилтрирањето и оние што се пречувствителни на хиперакузија што имаат, значи често пати ги затвораат ушите затоа што не можат да го издржат дури и мојот глас, например, сега на овој микрофон. Визуелна и аудитивна чувствителност се едни од најчестите сензорни разлики кои што ги среќаваме кај децата со аутистичен спектар и често пати тоа оди од хипо до хипер. Значи или хипосензитивност или хиперсензитивност. На ова треба да помислиме кога децата со аутизам, например, имаат зголемена толеранција кон болка или имаат намалена толеранција на болка. Често пати е зголемен прагот заради лачењето на ендорфините, бидејќи е докажано дека имаат зголемен број на ендогени опијати во нивниот организам, со тоа што прагот на болка кај нив е покачен и кога чукаат главата, оние што се автоагресивни, од зид не го чувствуваат така болно како некој од вас кога би си ја удрил главата од зид или од кревет и така натаму. Не признаваат студ и топлина, значи можат да носат едно летно фустанче сега на ова ладно време во сред зима и да не им биде ладно како на некој од нас, да речеме, кои што би го почувствувале тоа како вистински ладно. Студијата на Стенли Гринспен е една од првите, изработена на 200 деца, каде што утврдила дека дури 94% од децата со аутистичен спектар имаат некаков сензорен проблем. Кај нас многу малку од докторите, а да не зборам за другите стручници, може би дефектолозите да го знаат тоа, бидејќи нешто слушале,
на прв циклус или на втор циклус многу малку знаат за оваа проблематика кај аутизмот и тука треба малку да действуваме во однос на едукација, затоа што не се обрнува внимание, а често пати сензорните проблеми водат до едно неприлагодено, предизвикувачко однесување или challenging behavior на англиски. 39% во таа студија на Greenspan биле хипореактивни и 28% не одговарале на стимули, 19% биле пречувствителни, 36% заедно пречувствителни и нечувствителни, значи имале и тоа, а дури 100% имале проблеми со аудитивното процесирање. 100% имале дисфункција, значи во моторното планирање, региите на фронталниот и префронталниот лобус се одговорни за тоа, во почетокот ви кажав, и значи имале исто така околу 17% низок мускулен тонус, односно хипотонија, што можеме да го сретнеме релативно често кај некои од децата со кои што работиме, значи на намален, лабав тонус на хипотонија. Прв, тој е окупационен терапевт Джин Айрес, кој што го открива и го идентификува сензорното процесирање како состојба која што е нарушена кај аутистичниот спектар и кажав пред малку и тоа како може да го засегне однесувањето на лицето со аутистичен спектар. Тоа може да влие врз академските вештини и да го спречи учењето, да го невозможува усредсредувањето на вниманието на детето на книгите, на учењето, на материјалот за време на час. Потоа, исто така, сензорното процесирање влие и врз движењето и координацијата на децата, ги нарушува социјалните вештини и социјалната интеракција и може да влие на децата во здравствени установи кои се сместени во училиштето за време на часовите и исто така во домот, додека каде што проведуваат најголем дел од денот. Проценето е дека дури 5 до 15%, што значи дека можеби меѓу вас има некој тука што има некакво нарушено сензорно процесирање, така што без аутизам се разбира, значи постои оваа диагноза и без аутизам. Јас сега ви кажав и ви кажувам цело време нејзината асоциација со аутизам, но постои состојба каде што има лица кои што имаат само сензорно нарушување, а немаат аутистичен спектар. И приближно 8 од 10 лица имаат со аутизам, значи тоа би дошло некаде околу 80%, зависно од литература до литература. Еве како шематски би го представиле тоа, нарушување на сензорното процесирање, значи оди со нарушена сензорна модулација, потоа сензорно базирано моторно нарушување во моториката и нарушување на сензорната дискриминација, значи они не можат да направат разликување на одредени чувства, сензации и така натаму. Ќе одам по системи, односно по сетила. Тактилното процесирање представува можност со кој што ние разликуваме различни видови на допир, што често пати кај децата и лицата со аутистичен спектар може да биде нарушено, односно тие може да имаат или зголемена чувствителност на допир, па да не сакаат да ги гушкате, или обратно, некои сакаат премногу да бидат гушкани, цело време да бидат стегани, стискани, малтретирани, ѓавени и така натаму. Тешкотиите во учењето, допирот премногу, значи може да го одвлекува нивното внимание и да доведе до слаби социјални вештини, до лоша имагинација, што е еден од исто така од клучните симптоми да кај децата со аутистичен спектар имагинацијата е она која што недостасува, оние игри кобожемски, кобајаги и така натаму. Понатаму проблемите со тактилната дисфункција водат до една нефлексибилност на лицата со аутистичен спектар, нивна крутост и предизвици кон исхраната, тоа што го спомнав и претходно, проблеми со облекувањето, значи често пати и етикетата на долниот веш, нив може да им прави страшни иритации, да ги нервира, да ги прави анксиозни и така натаму. Поради тоа може да дојде до тантруми, до удирање на други, агресија, автоагресија и така натаму. Аудитивното процесирање е можност за примање на аудитивни дразби преку звук, дискриминација на истите и филтрирање на звук со цел да го разбереме другото лице. Често пати кај голем дел од популацијата со аутизам, тие имаат проблем во аудитивното процесирање
И тие имаат неквалитетна меморија и вештини, секвенционирање, проблеми со следење насоки, проблеми да се обрне внимание на одредена тематска единица, например, имаат нарушување во рецептивниот говор, во разбирањето на говорот на другите, потоа преголема анксиозност во гласни средини, значи дискотеки, собири, предновогодишни забави и така натаму, може кај дел од децата да сметат оние што се хипер чувствителни. Лоши социјални вештини, исто така тоа може да доведе и до лоши меѓучовечки односи подоцна. За ово што брзам, морам да брзам, бидејќи навистина предвидов многу слайдови, не мори да ги сликате, јас ќе го постам ова на мојот SlideShare нет профил, веднаш после предавањето, дали вечер не знам дали ќе успеам, но до крајот на неделава сигурно, бидејќи утре и заутре имам предавање на факултет, кој ќе најде малку време, значи ќе ги имате во можност да ги добиете сите овие слайдови, така да не мора да сликате или не мора да очајувате ако некој дел сте го пропуштили, бидејќи навистина брзо говорам, тоа е со цел да поминам што повеќе од она што е предвидено, а да не го нарушам времето. И сега, кои се стратегии за справување? Тука, особено на родителите им се обраќам, кои што се присутни во мал број, но имаме дури и од Словенија. Така што ја поздравувам господјата Елена. И исто така нашите тука од Велес и од другите околни градови доколку има родители. Значи тука во однос на стратегии прво треба да се осигурите, па и за наставниците ова би било добри корисни совети, да се осигурате дека вашето дете што стои пред вас треба да биде фокусирано на оно што го зборуват, иако тоа понекогаш е тешко. Вербалниот говор тие потешко го примаат, често пати ќе мора да се објасни со слики, со пекс методата и така натаму, да се намали вербалната комуникација и да му се овозможи на времето да ги обработи тие аудитивни информации. Потоа да се користат слушалки кај оние деца кои што имаат хиперчувствителност, значи што се пречувствителни, да се користат тие слушалки за да се намали зголемената оптеретеност со звуци. Ќе видите подоцна на слики, јас имам дадени алатки со кои што би се справувале со овие. Преглед на животната средина, нивото на бучава, значи да се ако е бучен телевизорот да се намали гласноста. Музика кај некој делува благопријатно музикотерапијата, но не кај сите, значи не можете вие ан женерал што викаат французите да одите кај сите со музикотерапија. Некој ќе ја прифати, некој нема да ја прифати музикотерапијата. Исто така оние дури нив можат да им пречат и оние апарати за сушење раце во јавните тоалети,